овој омилен период од денот за многумина, каде што имаме оброк на денот, можеби во текот на викендов веќе најавивме, ќе имаме прилика да се дружиме со нашиот рекордер и дефинитивно национален херој во пливањето. Мартин Стефановски ни е долго време наш некако херој во спортските дисциплини кога стана збор за пливањето. Човек кој што благодарение преку токму оваа негова пасија и уживање или пак животна филозофија, ќе кажам го прошета светот. Меѓутоа тој денес ни донесе уште едно момче кој што во неговиот Аквапро клуб, Стефан Тодоров, Мартин Стефановски ќе биде нашиот тандем кој што ќе го направи овој брз, вкусен снег за ова утро. Не дека нешто измислуваме топла вода, туку ова е на кој начин го започнуваат денот спортистите. И тоа ни е нам начин да се побрзаме со нивната приказна, со нивната животна филозофија, нивните редовни здрави навики, ама и да ги презентираме златото од Белград и да го представиме новиот млад репрезентативец на Македонија. Добро ми дојдовте, Мартин и Стефан, во оброкот на денот на Телма. Добро утро и благодарам што ме најде. Со најголемо задоволство ти благодарам, ова се твоја медиумска турнеја низ телевизија. Знам дека по ова имаш уште некој интервју, ама мислам дека е чест и задоволство секогаш да ти имаме. Прво да ги прераскажеме приказните за младите репрезентативци од Аквапрома и да ти честитаме за златото од Белград. Благодарам за поканата, благодарам за прекрасната најава. Пред се секогаш ми е чест и задоволство бидам дел од вашава емисија Гледа на цената. Имено пред 2 викенда во Белград се одржи еден од најсилните меѓународни надпревари во регионов, кој што е квалификацијски надпревар за престојното светско првенство во Фукуока во водени спортови оваа година. Значи во Фукуока освен пливање се сите водени спортови, синхроно пливање, ватерполо, отворени води. Баш сите водени спортови и дисциплини? Сите водени спортови, меѓу кои и мастерс пливање. Мартин, извини, ова е фотографијата што нашата Наташа Мешковска е сподели и тука велам чеке, сега веднаш го викаме Мартин во студио да ја споделиме всушност оваа приказна. Ова е пред 2 седмици. Ова е пред 2 седмици, да, ова е целиот наш тим. Значи, нашиот тим кој што беше у микс варијанта од најмали членови до сениори репрезентативци и ние као тренери кои што учествувавме во мастер дисциплините. Освоивме доста златни медали, односно сите тројца бевме као тренери златни во нашите дисциплини, каде што постигнавме норми за престојното светско првенство во Фукуока. Тоа се случува, Мартин, кога? Здраве Боже. Фукуока е почеток на август. Почеток на август, тоа е речиси на средина на летото. Да, буквално. Значи за нас нема одмор лето, него ние мора да се припремаме. Па мора да признам дека си ми не само што си ми и близок пријател, туку си ми еден од можеби најактивните спортисти кои што го промовираат пливањето консеквентно сиве овие години. Колку веќе повеќе од 2 децении, мислам дека си дел од пливањето, така? Буквално 23 години веќе. 23 години, 2014-15 беше, мислам ако не се лажам, и рекордот во Македонија кој што го направи и тоа за две држави, Македонија и Србија тука. Да, тогаш плевав за интернационални клубови, значи плевав и за македонски клуб и за српски клуб, затоа што таму го продолжив моето студирање магистрија во Белград. Така да паралелно и таму тренирав, таму и студирав и што се случи со економските студии, нисам те прашал. Заврши таа етапа у животот ја поминавме и ете сега се посветивме на пренесување на целосното знаење овде кај нас на нашите помлади пливачи. Да, често сум сакал да ти имам во емисија, ќе го имаме како дебата. Наташа ќе ни дојде повторно што велам јас нели на посета во Македонија. Во Шпанија се така вели? Да, моментално е во Шпанија за празниците од Мара. Да. Ќе ја викнеме. Заслужила. Да, бидејќи верувам дека до степен на екзалтација и возбуда кога таа ги споделила исто како за неа во некој период нели нејзини пријатели и колеги, вашите успеси, златото нели во Белград. Така што верувам дека по ова ќе следуваат сега прилично активни проби за август месец. Здраве да, беше. Значи имаме кои дисциплина ќе бидат прости? 50 крал. Крал. Таа е мојата Каде што си рекордер меѓу другото. Да, најдобар у тој дел. Да, значи периодот го користиме за подготовки, ќе тренираме активно, имаме и дополнителни активности со клубот, со помлади пливачи репрезентативци, имаме Комен клуб, јуниорски европски првенства, светски првенства, јуниорски меѓународни надпревари, домашни надпревари. Моментално броиме члена од околу 150 члена. Во Аквапро? Во Аквапро, да. Тоа е прилично добра бројка. Прилично добра бројка, каде што имаме и 6 репрезентативци, ни се зголеми тимот на надпреварувачи од оваа сезона. Имаме 6 тренери кои што си работат во одредени ејдж групи. Значи со почетници, со напредни пливачи, со надпреварувачи, репрезентативци, елитни пливачи, ние така ги класифицираме.
Така да имаме Сериозни кандидати. доста сериозна екипа и доста работа за што ги присочува и одговорност за целиот тим. Знам дека често знаеме да ги споделиме проблемите и многу е лесно понекогаш нели да се жалиме, меѓутоа од друга страна пак поради условите кои што ги немаме не сме ние виновни, зборам нели луѓето вие кои што па и покрај тие да кажам забелешки кои што ги имаме сепак успевате да се адаптирате на во моментот инфраструктурата што е дозволена за да се нели донесе пливачкиот спорт. Успеавте. Аквапро колку веројатно колку ќе кажеме? Аквапро е основан 2016. Значи тоа се прилично добри 15 на години и повеќе. Помалку. 2016. 16, пардон, 2006 така. Да. Моја грешка. Генерално ние започнавме како мини проект, ја се уште бев активен уште додека пливав со професорката Наташа, имавме една визија кај да ќе правиме еден летен камп, имаме америчка програма. Ќе правиме научи правилна пливаш за 10 часа, за 10 тренинга, кои што релативно се погоди многу добро, имаше голема активност и голема заинтересираност. Останаа доста од тие деца кои што првично беа заинтересирани за таа програма и така почна ствари целата приказна со Аквапро. Јас се уште бев активен, уште пливав, уште се надпреварував и се свичнав во оној момент кога ја пливам, меѓутоа и децава што ги тренирам у истиот период имам исти надпревар, каде што нормално различни категории. Јасно. И мене ми беше сеедно дали ќе бидам прв, втори или трет, ми беше побитен резултатов на децава што ги тренирам. И тука си викам сам на себе, окей, тоа е тоа, значи треба да се прешалташ у некоја друга. Јасно, и сега твоето мајсторство го пренесуваш на уште едно име, Стефан Тодоров, кој што ќе биде еден од најмладите репрезентативци. Стефан, уште зад камера ми споменавте, не ги знам кои се можеби нормите за да се пристигне до можеби најголемата спортска смотра, а тоа е летното олимписко село ќе кажат или игрите генерално. 2021 ме потсетивте Токио, мислам дека беше една од најдобрите организации кои што можевме да ги погледнеме. За мене тоа и Лондон го помнам, барем вака во сега во историјата. Така. И сега се подготвуваме здраве боље следна година во Париз, така? Во Париз. Тоа е нешто што ќе си го ствариме како желба. Да, тоа ми е еден голем сон. Олимписките игри нормално на секој спортист е врвот круната на секој спортист е сонот. Но пред Олимписките игри имам престојни комен куп, што е исто од репрезентативен настап. Тоа си е дел од календарски оно што следува како од календарски во годината, во престојната година. Јуниорското европско младинско првенство, светското првенство во Фукуока и понатаму ако успеам да обезбедам норма за Олимписките игри 2024 во Париз. Да. Тоа што значи сега како интензивни тренинзи дневно по 2-3 пати или не? Не знам како иде. Па да. Во моментов. Тоа е всушност максимална посветеност на тренинзите, по секој ден по 2 пати пливање плюс теретана. Mindfulness, фокус. Да, целиот фокус е на тоа, на тренинзите, на подобрување. Досега имам доста грешки што треба да ги подобрам. Затоа и се префрлив кај во академијата кај тренерот Мартин да се напредам. Мислам со со подобри резултати. Со подобри резултати, да. Имам доста грешки за подобрување, како например стартот, окретот, гибовите, техниката подобрување. Работиме на се тоа и се надевам дека ќе успеам да ги обезбедам за. Која е најдобрата и посакувана категорија за тебе во пливањето? Дисциплина, мислиш? Дисциплина, пардон. Поправајте ме, знаеш, на лайк сум на спортот толку. Добро. Затоа сме тука. Дисциплините 50 и 100 метри крол ми се најомилени. Јас сум спринтер обично. Спринтер, што значеше всушност ако направиме дефинирање на тоа? Спринтер е дисциплина која што е од 50 до 100 метри. Значи 50 и 100 метри се водат како шпринт дисциплина. Значи 200, 400... Најбрзите да речем, така? Или најбрза дисциплина во пливањето? Тие се водат 200-400 како middle distance и над 400, односно 800-1500 како long distance дисциплина. Јасно. 2007 се генерација, Стефан? 2007, Секоја чест, ние видиме, јас тогаш се вработив во телевизија кога Стефан дојде на свет. Меѓутоа како знаеш како, одлична екипа во добри раце си. Да. Да, јас секогаш велам ученик калфа мајстор, сега си во рацете на мајсторот. Така што верувам дека ќе биде добро се ова што следува како подготовка твоја.
Сега не знам колку сте вешти во кујна, особено ти. Колку имаш прилика да Па добро, се овој тоа мене помешаш дома со подумава, родителите? мама, тато ми подготвува, ама Добро, ова е брз снек бар кој што нели наутро, не знам, ова ви е Да. можеби едно од редовните можеби начини Може како да го почнеме започнете. од приprema. Апсолутно. Да, значи- Ова е тандемот кој што денеска ќе ни го подготви, кратко и јасно. Кратко и Имаме јасно, снек значи бар, ова е- ова е на некој начин райс кейкс или ризови компресиран галети. норис, да. Компресиран Ова е норис. многу добар обрук за сабајле за претренинг, да има Прекрасно. многу енергија, Чисти ми се енергетска разказа. бомба, да. Да, дезинфецирани. Да. Значи тука имаме компресиран ориз со намачкан со путер од кикирики, банана и цимет. Компресираниот ориз има доста јаглехидрати во себе за енергија. Путер од кикирики има доста здрави масти за исто така за енергија што служи за Да. време на тренингот. Најчесто ги сврдуваат мастите, меѓутоа нека кажеме дека трите компоненти, Да, протеин, да, да. јаглехидрат и маст, се во тоа нели како Да, да. свето тројство велам, е многу важно. Многу важно. Бананата ги има сите витамини, нормално го подобрува метаболизмот, Има големо количество на магнезиум, на што магнезиум, да. е клучно за регенерација на мускули. за мускул, регенерација да. на мускули. Сигурно сте приметиле многу спортисти, тенисери обично за време на пауза и така натака ги конзумираат банана за да направи добар рекавери и да го опорави телото од Да, и навечер се поради идете да самите компоненти што ги стржи бананата навечер си ја конзумираат многумина заради па и добар сон велат. да. Така што Ајде што оваа ќе ја искористам да не биде така. И тиметот исто го И зорен. цимет. е Циметот има еликсирот. елексир, да, има специфичен и вкус и мирис. Некои го сакаат, некои не го сакаат, меѓутоа е доста здрав. Исто така има доста хранливи компоненти кои што ние сме тројца, ја направив две, ќе направам уште едно. Таман. Свето тројство. Мартин, само уште да подсетам, отворени се уште во текот на цела година уписи за нови членови во Аквапро? Да, значи низ целата сезона ни се отворени уписите за нови членови во клубот. Секако што кажав, имаме тројца тренери кои што работат со групата за почетници. Кадарот ни е стварно добар, сите се бивши репрезентативци, пливачи, истакнати во пливачкиот спорт. Инаку Имаме- трениците ви се одиваат секојдневно во Секој ден во базенот Борис Трајковски, Карпош, така, да, во Карпош. базенот Карпош во термините од 17 и 18 часот, имаме и група за викенд, сабота и недела од 11 часот. Супер. Значи имаме двајца дополнително физиотерапевти во клуб, кои што работат со најмалите категории. Значи малце да знаеме сите колку уствари пливачкиот спорт здрав за развој на секое дете. Да. И е препорачлив со тоа и соседството и сите европски градови имаат Јасно. задолжително како спорт пливање, поради тоа што нели е еден од најздравите спортови Спортови. за развој на дете. Знам дека најголем хендикеп е можеби тоа што за една метропола и град Скопје кој што речиси милион жители има е да има само 2 базени кои што и тие се под концесија и така натаму, меѓутоа добро е што ги имаме. Да. Често знаете да отварате спортски дебати, диалози, па некогаш и да апострофирате на забелешки можеби до градските власти и дали воопшто има можеби простор за абсорбција на ваква забелешка. простор Не дека секогаш- не се знае, меѓутоа Простор секогаш има, да, како што напомена, за жал имаме голем хендикеп со инфраструктура, имаме 2 базени, едниот олимписки, другиот Карпош. Едниот се води како приватен базен за тоа што е под концесија. Нормално државниот базен ги задоволува потребите максимално колку што е во можност. плюс не забораваме секако- дека таму и се рекреираат наши македонци, Дополнително, односно значи, и се рекреираат и плюс имаме клубови, доста деца што се заинтересирани за овој спорт, плюс надпреварувачи. И така како ни фали уште некој базен за да можеме Јасно. тоа да го разграничиме, меѓутоа се надевам дека ете у фаза се на доста проекти за правење базени, дека некој од тие проекти ќе се реализира и ќе имаме дополнителен базен. најдобро е да се упати забелешка и да биде тоа секако нели стимулирачки за поголемите инстанции. Ние ќе ве посетиме. Често знаевме да дискутираме нели на тема да се посети нели базенот Карпош, да се адаптираат и овие камери поради кондензацијата, ме ќе го направиме тоа. Таман пред да заменеш и ти во август, ама Стефани тебе ќе ти посакаме да бидеш дел од најбогата спортска смотра, летните олимписки игри следна година. Фала ви за ова брзо, здраво, интересно оброче кое што ни го подготвивте и
Well done, guys. Се гледаме за скоро. Фала многу. Фала уште еднаш на поканата. Секојаш. Одлично беше. Се гледаме. Чао, чао. Тука само заокружуваме со бон апетит во денешното издание на Оброкот на денот. Останете на телма.